Постојат книги кои оставаат огромен белег уште при првото читање. Книги кои растат деца и го пакуваат се она најубавото од периодот на нивното исчитување. Книги кои мирисаат на детство, соништа и магија. Мали книги со големи приказни и поуки кои долго време не се забораваат. Една од тие големи книги е Зоки Поки од Оливера Николова, која на наједноставен начин успева да го долови светот на најмалите. Денес го читаме извадокот за Лидија и се подсетуваме како само на најискрен начин се создаваат пријателства. Не ќе постоеше Зоки Поки ако не постоеше оваа Лидија. Оваа Лидија што е голема до моево колено и што има очи како џамлии. Не ќе постоеше Зоки Поки, но ќе постоеше едно дете, едно обично име Зоран. Кога првпат се сретнаа, Лидија му рече: "Како те викаат?" А тој рече: "Зоран." "Не," рече таа, "ти си Зоки." "И зошто Зоки?" "Скратено, така е поубаво. Ти си Зоки, Зоки Поки, ако?" "Ако," се согласи тој, малку збунето, но израдувано дека ќе има ново име. Потоа рече гласно: "Зоки Поки, добро." "Гледаш дека ти се допаѓа. Тоа ти е име. Навистина, тоа и му беше име." И од тогаш малечкиот Зоран, како да стана голема и важна личност, не дозволи никој повеќе да го вика со неговото старо име. А Лидија, што живееше на подолниот кат од неговата зграда, му стана и најдобра пријателка.